Почитувани новинари, по повод денешната пресконференција на координаторот на пратеничката група на СДСМ, Игор Ивановски, ВМРО ДПМН, би сакала да го истакне следново. Очигледно е дека опозицијата бара алиби за политичкиот пораз кој би го доживеала на следните избори. Тоа не е прв пат, го правила и во 2011 година пред предвремените парламентарни избори, со истиот речник, истите зборови и со истата напумпана реторика. Верувам дека сите се сеќавате на моментите кога се велеше ајде на избори, а потоа се измислува услови за нивното одржување. Сега повторно се прави истото. Бараат услови, повикувајќи се на забелешките и препораките на ОПСЕ и на ОДИХР, кои да потенцирам се и за ВМРО ДПМН во потполност прифатливи, но немаат никаква врска со конкретните предлози за кои денес од страна на СДСМ беше говорено. Замислете, опозицијата предлага казна затвор доколку во последните 3 месеци пред одржувањето на било кои избори премиерот или друг министер се појават на телевизија или во некој весник или пак пуштаат во употреба веќе завршен проект реализиран во согласно со предвидените владени програми. СДСМ практично предлага владата ниту да работи, ниту да се појавува на телевизија за да можат тие самите да се надеваат на некаков подобар успех. Поточно, опозицијата би сакала додат на избори, но по можност ВМРО ДПМН и премиерот Груевски да не учествуваат на таквите избори. Исто така, почитувани, би сакале да се осврнеме и на последниот дел од пресконференцијата на СДСМ, во која тие се закануваат дека ќе се справеле со власта на некаков друг начин, освен оној легитимниот на демократски парламентарни избори. Тоа за нас е очаен дел од оваа стратегија. Ова е само доказ дека за СДСМ не постојат граници и се спремни да направат било што. Расфрлањето со закани за ВМРО ДПМН е само промоција на таквиот страв на опозицијата. Во оваа смисла, за ВМРО ДПМН е сосема јасно дека ваквите постапки кои што започнуваат да се прават од страна на опозицијата се во функција на спас на некакви политички кариери. Благодарам.